Сведоци сме на едно Arbor Night Show, вака европски да се изразам. Arbor има добиено директива не од Европската Унија за носење на вакви закони, туку од некоја друга унија. Вечерва мора да се изврши задачата. А тоа дали е договорот prepaid или пак е postpaid договорен, па затоа брзаме вечерва, тоа само вие го знаете најдобро, но јавноста нека следи, нека цени за каков вид на насилство тука во собранието станува збор, бидејќи денес председателот на Комисијата за европски прашања има свикано три седници со вкупно 11 точки, а ние се наоѓаме на првата, онаа најбитната, за која што по секоја цена, тука еве и пратениците на мнозинството, мора да присуствуваат, но не можат да не поколебаат ни нас тука да присуствуваме и да ги обезличиме нивните скриени, не се веќе скриени намери, како да се изразам, мизерни, прочитани. И кога веќе сте запнале да се оди со овој закон, кој што од кога е поднесен, мислам дека е од тата година поднесен, а нели велите дека ВМРО, ДПМН или опозицијата е таа која што ги кочи процесите во ова собрание? Не. Вие сте тие кои што така ноншалантно, лабаво си ја имате сватено власта и сега вака која ќе ви дојде некоја силна интервенција дека она што сте го ветиле го немате реализирано, вака на брзина преку ноќ, не знам да се работеше за влез во Европската Унија, па дали ваква седница ќе имавме организирано преку ноќ да се завршат работи кои што можеле да бидат завршени на многу поинаков начин и со многу подобра организација, а не вака, бидејќи очигледно беше дека токму ни луѓето кои што го предложиле овој закон, ни оние кои што треба да ни одговорат стручно за поднесените амандмани вкупно колку беа 36 на број. Дури вечерва се правеа паузи, кратки, долги, да се направи договор кои амандмани ќе бидат прифатени, кои не, па како така триумфално требаше ние да бидеме изненадени кога некој амандман ќе биде поддржан од страна на ова владеачко мнозинство, а оние кои што беа на вистина суштински, кои што се однесуваа на тоа да се спречи можноста за манипулација со овој закон и за тоа да се уништи, како што вели професорката Гордана Силјановска-Давкова, природата во Република Македонија, која што е едно од нашите најголеми богатства, за која што вие нели во предизборни кампањи, односно во периодот кога бевте власт, најгласни бевте, па имаше и такви поединци кои што велеа само ВМРО ДПМН да падне од власт и во Македонија ќе се диши почист воздух, но еве сега буквално де факто на дело се докажувате дека ама апсолутно немате никаква грижа за животната средина, за заштита на нашето природно богатство, туку напротив имате намера со вакви закони да си ги реализирате вашите нечесни договори со не знам кои фирми. Кажав дали prepaid или postpaid ќе бидете за ова наградени, тоа е ваше. Ајде сега да зборуваме за амандманов, кој што можеби треба уште еднаш да се прочита, бидејќи јас сум убедена дека не само амандманите, туку ни целиот закон го нема некој овде тука видено, а решава судбини не само на луѓето кои што ќе се занимаваат со ова, туку на буквално на генерации. Значи овој амандман гласеше дека членот 32 се менува и гласи: во членот 41 во ставот 3 зборот мислење се заменува со зборот согласност. Во ставот 4 зборот мислење се заменува со зборот согласност и по првата реченица се додаваат две нови реченици кои гласат: одлуката за согласност во единицата, односно единиците за локалната самоуправа ја носи Советот на општината. Единицата, односно единиците за локалната самоуправа на чија територија е поднесена иницијативата за вршење на експлоатација се должни да организираат јавна расправа за локалното население. Тоа е јавна расправа, почитуван председателе, термин кој што вие денес така
не би рекла вешто, невешто, се обидовте да го избегнете, да изманипулирате и нели на очиглед на целата јавност, кога стануваше збор за јавна расправа која што беше уредно предложена на минатото одржување на минатото предложение на оваа седница, вие денес ја убедивте, не знам кого, јавноста сигурно не, дека јавна расправа не треба да се носи, па стенограмите ги побара колегата Антонио Милошовски, не знам кога ќе ги добиеме, можеби кога сета оваа парада ќе заврши, ќе имаме и стенограми, можеби и тогаш вие ќе се одлучите на една јавна расправа. Значи, да продолжам, велиме, единицата, односно единиците за локалната самоуправа, на чија територија е поднесена иницијатива за вршење експлоатација, се должни да организираат јавна расправа за локалното население и за сегнатата јавност со присуство на стручни лица и представници институциите, со рок за достава на мислење и забелешки од најмалку од 30 дена и се должни овие мислења да ги земат предвид при носење на одлуката. Во ставот 5, бројот 15 се заменува со бројот 30, зборовите ставовите 3 и 4 се заменуваат со зборовите став 3, зборот своето мислење се заменува со зборовите својата согласност, зборот го се заменува со зборот ја и по првата реченица се додава нова реченица која гласи: органите од ставот 4 на овој член се должни својата согласност да ја дадат во рок од 60 дена сметано од денот на приемот на барањето. Ставовите 6, 7 и 8 се бришат. Во ставот 9 кој станува став 6, зборот мислењата се заменува со зборот согласностите. Ставот 10 кој станува став 7 по зборовите, ставот 9 на овој член се додаваат зборовите во рок од 30 дена. Во ставот 11 кој станува став 8 по зборовите, ставот 6 на овој член се додаваат зборовите во рок од 30 дена. Ставовите 12, 13 и 14 стануваат ставови 9, 10 и 11. Во ставот 15 кој станува став 12 пред зборот како се додаваат зборовите на веб страната на владата и на Министерството за економија, на веб страните на општините на чија територија е концесијата за експлоатација и на официјалните профили на социјалните мрежи на владата, Министерството за економија и општините. Ставовите 16 и 17 стануваат ставови 13 и 14. Во ставот 18 кој станува став 15, алинејата 8 се менува и гласи: информација за економско-финансиска состојба на субјектот издадена од Централниот регистар на Република Македонија. Ставовите 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 и 30 стануваат ставови 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 и 27. По ставот 31 кој станува став 28 се додава нов став 29 кој гласи: во случај доколку не се добие согласност од органите од ставовите 3 и 4 на овој член, концедентот донесува одлука за одбивање на барањето за доделување на концесија за експлоатација на минерални суровини. Значи, овој амандман се предлага со цел мислењата издадени од разни органи на државната управа да не бидат без значење во носењето на одлуката. Не само да ја канализирам дебатата, бидејќи... Добро е што свативте после 10 минути дека погрешен амандман читам и очигледно дека толку ви треба за да сватите која ни е намерата во суштина. Добро. Бидејќи ја свативме и вашата намера, председателе, свативме дека ова апсолутно не се европски вредности, ова не е начин на водење на комисија за европски прашања. Значи, вашата цел е вечерва вие да се изживувате со нас пратениците од опозицијата, бидејќи не гледам дека пратениците на мнозинството реагираат на ова што се прави. Утре не чекаат 6 пленарни седници, кои што ете така сте решиле да не навратите назад во минатото, некој оди напред во иднината, ние назад во минатото се враќаме, но нема проблем. Добро е што свативте и вие што сакаме да ви порачаме, дека не е ова начинот на кој што треба да се носат вакви битни закони и посебно преку нив, со нивно носење да се злоупотребува европското знаменце.
Не е ова начин, колега Арбер Адеми, и вие тоа многу добро го знаете. Знам дека сте принудени на ова да го правите, но едноставно не доликува на парламент од држава која што цели да биде членка на Европската Унија. Затоа не само што датумот ни е се подалеку, туку и волјата ќе ни станува се помала доколку вака продолжите да се однесувате. Јас тука ќе завршам, ќе се јавам за следниот амандман. Благодарам.